Како градоначалник на општина Берово, должност ми е секогаш, преку соочување на аргументите и фактите, да се бориме за крајната цел, која треба да биде на секоја општинска администрација, а тоа е Берово да биде подобро место за живење на своите граѓани. Во тоа име, би искористил приликата да ги дообјаснам фактите од мојот едногодишен отчет и аргументирано да ги отврнеме обвинувањата кои се си ги нафрлиле во вашето обраќање како опозиција. Точно дека помине една година од моето доаѓање на чело на општина Берово. И точно е дека наследив некои проекти кои моравме да продолжиме да ги работиме како одговорна власт. Но наследив и голем долг за тие проекти, од кои во рок од една година успеавме да вратиме 6 милиони денари, што значи само за враќање долгот за проектите кои вие ги сметате за ваши, сме можеле во најмала рака да направиме нови 3 улици во градот. А кога сме кај долгот, еве сега ќе спомнам дека само заради самоволието на мојот претходник, кој избрака од работа 20 вработени во општината, па судот ги врати, треба да платиме уште 6 милиони денари, а тоа значи уште нови 3 улици во градот. Дали сум во илегала и се кријам, повторно ќе кажат бројките. Секој ден со работното време од 7 часот наутро, вклучително и за време на викендите, имам примерно над 1500 граѓани. Нема човек кој побарал прием, а да не бил примен лично од градоначалникот. А тоа што вие ме немате видено е предпоставувам заради тоа што ме барате на места каде што мојот претходник најчесто може да се сретне во кафана, да троши општински пари, со службено возило за приватни цели да шета низ Европа, во тепачки со пензионери и билтени на МВР. За мојата сопруга зборувавте доволно и после 100 дена од мојот мандат. Но ни тогаш, ни сега не кажавте зошто за време на вашето владење таа работеше во Струмица, а беше единствена во агенцијата за вработување како невработена, во момент кога општината имаше потреба од таков кадар, а воопшто не ја разгледувавте како можна опција, па донесовте лице од друга општина, од село Оризари Кочевско, значи и го држивте противзаконски 3 месеци со договор за дело, зашто се надевам дека обвинителството, ослободено од стегите на ДПМН, ќе реагира соодветно. Но исто така, не спомнавте дека сопругата на председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН и после една година од мојот мандат се уште ги ужива правата на вработена со продолжување на договорот за работа на определено време. И поранешниот градоначалник, пратеник е унапреден благодарение на иницијативата на вашата советничка група за назначување на секретар на општината, кое нешто е согласно со законот. За фамилиите за кои зборувате, не можеме да разговараме бидејќи јас не потекнувам од тие фамилии, кои вие ги потенцирате во вашето излагање, но некои од нив се времено ангажирани, но не и вработени во општината. И без разлика кој какво презиме носи, може да работи само според своите квалификации, образование и знаење, а не како член на некоја фамилија. За новиот проект со промена на цевките на Беровско езеро, тоа што го правиме, ако не ви е јасно, има стратегија за да стане познато туристичко место. И тој проект е токму во таа насока за развој на туризмот. Проект од кој бенефит ќе имаат сите туристички капацитети на Беровско езеро, а не само комплексот кој вие го споменувате. За скромната донација со неколку деканти кои ја спомнувате, со која успеавте да го спинувате и омаловажите донаторот, без разлика колку да е мала или голема донацијата, сепак е донација, издвоени средства од некој друг даночен обврзник и треба да искажеме благодарност за истата. Вака, само правејќи негативна фама за нешто што е очигледно позитивно, само ќе ги одбиете некои од донаторите во следната прилика. Втората ламела во Старичкиот дом е во фаза на внатрешно уредување и не ми е јасно како ги поврзувате парите потрошени за бината со уредување на внатрешноста на истиот. Уште една ноторна лага во вашето излагање е дека за бината се потрошени повеќе пари од порано. Еве ги фактите. За поставување на бината оваа година се потрошени од буџетот на општината само 120.000 денари. Предходните години се трошило по 500.000 и повеќе. И не знам од каде смислата из ова да обвинувате. Зелениот пазар е проект од претходно, кој сега се реализира и тоа е токму благодарение на неуспешниот обид за негова реализација во ваше време. Попрецизно, Наџински го најави, но него ни започна. Со Груевски и видео правеа се изборите, а зелениот пазар почна и ќе се заврши според планот за 2 месеци. За моите проекти во селата, доволно напишено во мојот отчет, именувани проекти завршени во тек и планирани во блиска иднина. Звучни снимања на етнофестивалот од типот на Чолич, Северина, оваа година изостанаа, благодарение на загудбената дојрова претходно.
Знаете ли дека не е плаќено на време на ниеден, повторувам, на ниеден изведувач на претходните етнофестивали. Некои беа сплатувани и по 2 години после нивниот настап. А за Каролина, ако според вас не е звезда, за мене е звезда и тоа македонска. Оваа година е дадена можност на наши локални изведувачи да го имаат предимството во учеството, па без разлика каде и да припаѓаат. А обврските за истиот за прв пат се во целости сервисирани со цел да ја вратиме довербата кон изведувачите. На крајот, ви поканувам да останете конструктивна опозиција. Следете го секој чекор од моето работење. Критикувајте ги сите нереализирани проекти и тековното работење на градоначалникот и општинската администрација, кои имате во предвид при победувањето дека во главном е истата која работеше и во минатото. Со цел не само да се вратите на власт, туку да го правиме животот на граѓаните во Берово подобар, полесен и пред се поквалитетен. Тука сум секој ден од 7 часот, општината отворена за сите информации, предлози и ваши сугестии. А доколку имате било какви индиции за неправилно, незаконито и криминално или било какво работење, ве охрабрувам да ги изнесете аргументите и тоа да го пријавите до надлежните органи. Јас сум овде да работам честно, транспарентно во служба на граѓаните на општина Берово, а вие треба да бидете конструктивна опозиција, да го следите моето работење и да критикувате, ама тоа што е, без приказни и без она што е позитивно, да го правите негативно.